И Синот Божи Исус Господ рече: Јас сум патот, вистината и животот, никој не доаѓа кај Таткото освен преку мене. Затоа одете по целиот свет, поучувајќи и проповедајќи го Евангелието на секоја личност до најкрајните делови на земјата. InTouch, поучувачка служба на доктор Чарлс Стенли. Следно на програмата InTouch, повикот. Низ Новиот Завет верниците се повикани за разни нешта. Христијаните имаат многу титули. Например, не нарекуваат амбасадори, не нарекуваат верници, не нарекуваат браќа, црква, одбрани, не нарекуваат изгласани, не нарекуваат ученици, не нарекуваат следбеници, сограѓани, синови, војници, не нарекуваат слуги. Има многу имиња за верниците во Новиот Завет. Но едно од тие имиња јас сакам да се фокусираме во оваа порака, а тоа е зборот слуга. Бидејќи, гледајте, тоа е едно од главните нешта што Господ го предизвикува секој верник да стане. И тоа слуга негов. Кога размислувате за сите овие титули, некој од нив се за позиција. Ние сме изгласаните, ние сме избрани од Бог. Некој од нив се поврзани со нашата мисија. Ние сме амбасадори на нашиот Бог и мора да го следиме. Затоа сакам да свртите во Галатјани 5 глава. Во ова 5 поглавје има еден стих што сакам да го разгледаме, иако ќе разгледаме многу од нив. Послание до Галатјани глава 5. Дозволете ми да ви дадам мала представа за тоа што се случува. Павле зборува за слободата што ја имаат верниците и ги предизвикува оние христијани во областа Галатија да не се враќаат на своите стари патишта, сега кога се спасени преку Божјата благодат и сега кога се ослободени преку неговата благодат, да не се враќаат обидувајќи се да живеат според законот за да останат спасени. Потоа, тоа е првиот стих од 5 поглавје. Потоа во 13-тиот стих тој вели: што се однесува до вас, драги мои пријатели христијани, вие сте избрани да живеете во слобода. Немојте, меѓутоа, таа слобода да ви биде изговор за да дозволите телесното да завладее со вас. Напротив, со љубов служете си еден на друг. Павле едноставно го кажува ова: сега кога сте слободни, не тргнувате во таа насока што ќе кажете: јас вечно сум сигурен поради Божјата благодат, така што нема да ме повреди ако грешам малку бидејќи сум вечно сигурен. Не, тој вели: не бевте повикани за тоа, туку бевте повикани преку љубов да си служите еден со друг. Бевме повикани да одиме покорно до него и дел од таа покорност е служењето. Сега кога помислиме за какво служење станува збор, може да го земеме за пример Исус Христос, но служењето е, слушнете, служењето е Божјата цел за нашите животи. Тоа е повик за Божјата волја за нашиот живот. Бидејќи низ целото писмо е многу јасно дека ова е она што нашиот Господ Исус го кажувал многу пати кога зборувал за нашата врска со него. Свртете во 12 глава од Јован. Во 12 глава од Јован сакам да забележите што вели тој во 26 стих. Тој вели: кој ми служи мене, нека врви по мене, и каде што сум јас, таму ќе биде и мојот слуга. И кој ми служи мене, него ќе го уважува и мојот Отец. Тоа е Исус нас не сметал за слуги. Видете, тој вели: кој ми служи мене, нека врви по мене, и каде што сум јас, таму ќе биде и мојот слуга. И кој ми служи мене, него ќе го уважува и мојот Отец. Ако се сеќавате во 22 глава од Откровението, во 3 стих, можеби треба да свртите таму за момент. Забележите што вели во тој 3 стих. И нема веќе да има никакво проклетство. Зборува за рајот. И престолот на Бога и на јагнето ќе биде таму и неговите слуги ќе му служат. Тој не зборува за ангелите, тој зборува за нас. Ние сме негови синови, ние сме негови ќерки, ние сме наследниците на Божјото кралство. И тој зборува дека во рајот ние ќе му служиме. Сега, ова не е само повик да му служиме, иако тоа е неговата цел за нашиот живот. Слушајте, повикот да му служиш на Бог е повик да растеш во личниот живот. Сега, ова е област која често се занемарува. Кажуваме: знаеш, сакам да служам на Бог, ама го гледам тоа само како давање и давање. Но тоа не е вистина, бидејќи оди во две насоки. Често пати имаме идеја дека нашето служење на Господ е она што ние треба да го дадеме и она што треба да го направиме. Слушајте, ако
ги ставите овие две едно до друго, растењето во Господ или служењето на Господ, растењето во Господ ќе има приоритет, но Бог не го гледа тоа така, туку еве како тој гледа. Бог гледа дека нашето служење нему е дел од процесот на растење. Кога го читам Светото Писмо и размислувам за тоа како Господ делува во нашите животи и како растеме, тогаш мора некако да бидеме измерени. Како знаеш кога некој расте? Сигурно не е наше да гледаме наоколу и да велиме, па ајде да видиме, тие се до 3 поени, 5 поени, 10 поени. Не, туку се гледаме меѓу себе како растеме. Сушност, ќе ви кажам, луѓето ни пишуваат од време на време и велат, вашите проповеди се подобри. Или нешто ти се случува, пораките се ова или тоа, или ти си помек или нешто слично. Тоа не ме загрижува, бидејќи си мислам, слава на Бог, мило ми е што не велат, стануваат полоши. И така, сите ние растеме. Не би сакал да помислам дека јас некогаш ќе престанам да растам. Тоа се предизвици, тешкоти, учење, молитви и соочување со животните околности. Тоа не тера да растеме. Не е тоа нешто што се случува автоматски, но ние ќе бидеме мерени преку тоа. Си велите, што сакаш да кажеш? Едноставно ова. Господ секогаш не мери, не со мерило, туку со духовно мерило. Тој знае каде не сака нас. Каде не сака? Еве што рекол тој. Тој рекол дека те предодредил тебе и мене да бидеме слични на неговиот син. Па нормално е тоа што тој секогаш е заинтересиран за тоа како растеме. Тој е заинтересиран за степенот на нашата вера денес во споредба со она што беше порано. И како се чувствуваме во однос на дарежливост, служењето и споделувањето, нашата храброст и вера, сите овие нешта. Господ секако знае што се случува. Исто така, јас и ти мора да се гледаме на овој начин. Ако сме добри во оваа позиција, тогаш Господ сигурно ќе не унапреди. И така, што и да се случува, јас и ти мора да ја воочиме секоја прилика за служење, дали е во бизнис светот, во црквата или каде и да било. Секоја прилика за служење како единица за мерка. Бидејќи некој гледа, дали би унапределе некој во вашиот бизнис што не си ја врши работата? Не. Некој неве што не доаѓа на време. Не. Но некој што е вреден, некој што е на време, тој што прави повеќе од очекуваното. Што се случува? Кога барате некој да унапредите, таква личност би барале. И така Господ не мери. И јас и ти треба да служиме знаејќи дека не само тој, туку и други луѓе можеби не мерат. И ако сакаме да имаме подобро место за служба, какво и да е тоа, мора да го правиме најдоброто што можеме, таму каде што веќе сме. Можам да се сетам на мојата прва црква, кога имаше 150 луѓе во неа. Тоа беше голема толпа. Можам често да се сетам, учев по цели недели и тоа многу. Сушност, секоја недела како да беа 10.000 луѓе. Се сеќавам дека понекогаш сатаната ќе дојдеше на моето раме, ладен зимски ден кога имаше само мал број луѓе во црквата и ќе ми кажеш: на сето тоа учење и молење, тоа е се што имаш, тоа е губење време. А тогаш Господ ти ми рече: не е губење време, давај се од себе, ова не е тоа. А едно од замките на сатаната е ова: Господ често пати ќе стави некоја личност за мала толпа. Можеби се само неколку луѓе, службата е мала или што и да е, и тогаш ѓаволот вели: зошто да дадеш се од себе? Се што имаше неколку луѓе, зошто да учиш, зошто да се молиш, зошто да работиш многу, зошто да работиш толку вредно во неделната школа, кога ќе имаш неколку луѓе од кои на половината не е ни гајле. Тоа е се што може сатаната. И тогаш човекот што прави? Седат и гледат телевизија до касно. Тогаш утредента дојдат во неделна школа, поспани и се чудат зошто имаат само неколку луѓе. Ќе ви кажам нешто. Кога јас и ти дадеме се од себе, нашето се од себе можеби не е доволно. Но кога дадеме се од себе, Бог секогаш го почитува тоа, бидејќи тој не мери. Слушајте, тој не мери за идна служба. Не го заборавајте тоа. Тој секогаш не мери за идна служба. Тоа е вистина во твојот бизнис и занимање. Вистина е во Божјото дело, без разлика каде. Многу е битно да сватиме дека растењето е дел од служењето и таа служба е дел од она што Бог го прави за нашето растење. Сега, Бог точно знае што прави кога не повикува во област на служба, што ме води кон трета работа. Тоа е служењето исто така и повик за користење на нашите духовни дарови. Сега, сакам да свртите на други две места. Свртите во прво послание на Петар, глава 4. Погледнете го овој стих. Ова е многу битен стих. Сакам да забележите што вели во 10-тиот стих. Прво послание на Петар, глава 4, 10 стих. Слушайте што вели тој. Служете си еден на друг. Видете, не е некој или повеќето, туку секој. Што вклучува секој? Сите.
Со дарбата што ја примил, служете еден на друг како добри управители на разнообразната Божја благодат. Разновидната Божја благодат се различни начини на кои Бог се изразува. Слушајте го ова. Разновидната Божја благодат се различните начини на кои Бог ја изразува својата добрина и љубезност кон нас, без оглед на нашите заслуги и нашата вредност. Тој вели дека секој од нас добил што? Посебен подарок. Но што е тој посебен подарок? Едноставно ова, вие бете спасени. Слушајте, Божиот дух те надарил и опремил да го правиш она што Бог сака да го правиш како верник. Сите ние доаѓаме на овој свет со посебни таленти и способности, вродени таленти и способности од одреден вид на карактер. И кога луѓето се истакнуваат и кога работат на изострување на своите таленти и способности, тие стануваат подобри во нив. Но духовниот дар е посебен дар што Бог го дава. И затоа тој вели дека секој од нас е надарен, така да и зашто и да ве повикал Бог да правите, тој веќе ве надарил. Тоа не значи дека сте толку вешти колку што би можеле да бидете. Тоа не значи дека не ви е потребна никаква обука. Тоа не значи дека не ви е потребна никаква помош. Тоа не значи дека не ви е потребна никаква пракса, можеби во некои области, но сте биле надарени во таа област. Сега, сакам да забележите уште еден стих, бидејќи мислам дека овој стих исто така е подеднакво важен и сакам да свртите во 12-та глава од послание до римјаните. Вратете се на 12-та глава за момент и погледнете го овој стих повторно. Тој овде зборува за духовни дарови, овде зборува за црквата, телото Христово и вели. Значи ние кои сме многумина, сме едно тело во Христ, поединечно членови еден на друг. Потоа сакам да го забележите 6-тиот стих од ова 12-то поглавје. Тој вели: и бидејќи имаме дарови што се разликуваат според благодатта што ни е дадена. Тоа значи дека сите ние имаме различни дарови. Сега, зошто се различни? Затоа што тоа е израз на Божјата благодат. Тој не сакаше да не направи сите исти, да претпоставиме дека сите сакаат да проповедат. Јас би бил во хаос овде во недела. Да претпоставиме дека сите сакаат да поучуваат. Да претпоставиме дека никој не сака да пее, а никој не сака да свири. Секој сака да прави нешто друго. Тој ни дал различни дарови. Според што? Според Божјата намера и план за нашиот живот, не постои такво нешто како ненадарена личност. Секој има дар. Сега, тој вели, ако забележите, и бидејќи имаме дарови што се разликуваат според благодатта што ни е дадена, нека секој ги користи соодветно. Тоа значи, ние треба да го користиме својот дар според што? Според тоа што е тој дар. А потоа тој именува некој како пророштво, служба, поучување и така натаму. Сега, дозволете ми да го кажам ова и мислам дека ова е многу важен дел овде, многу кажано. Сакам да свртите кон прво послание до Коринтијаните, 12-то поглавје, а потоа дозволете ми да ја истакнам следната поента овде. Прво послание до Коринтијани, 12-то поглавје. Многу е важно при користењето на нашите дарови да го запомниме ова. Погледнете во глава 12 од прво послание до Коринтијани и забележите што вели Павле овде за даровите и за службата. Тој вели во стих 4. Сега има различни дарови, но истиот дух. Тоа значи, Светиот Дух е истиот во животот на секого кој им дава различни дарови на различни луѓе. Потоа, ако забележите, тој вели во стих 6. И има различни ефекти, но истиот Бог кој прави се во сите луѓе, но на секого му е дадена манифестација на Духот за општо добро. Тоа значи, тој вели, Бог не ни ги дава овие дарови за да можеме ти и јас да кажеме, па јас имам дар на пророштво, имам дар на поучување, имам дар на давање. Со други зборови, не можеме да се фалиме со нашите дарови. Тој вели дека Бог ни ги дава овие дарови за да правиме што? Да си служиме едни на други. Тој вели, забележете ги двата збора, за општото добро. Тоа е општото добро. Што мисли тој? Тој вели дека секоја личност која е надарена треба да го користи својот дар за доброто на целото тело. Зборуваме за служење на Господ, зборуваме за служење на Него каде и да сака да бидеме, каде и да сака да му служиме. Имаме привилегија да го правиме тоа. Сега, понекогаш, сакаме да го ограничиме тоа на црква. И така, што ме наведува да кажам дека се зборува во смисла на служење и да се опише како што е. Тоа е повик за индивидуално, за лично вклучување во животот на поединци. Служењето е повик за лично вклучување во животите на другите луѓе. Сега, ако служите во црква, ние се поврзуваме едни со други, воспоставуваме односи. Ако служите, на пример, ќе му служите на Господ во вашиот бизнис. Да го извадиме тоа од црквата само за момент и да речеме, на пример, дека работиш во некоја индустрија или
некој бизнис, што и да е, можеби твој приватен бизнис, но без разлика каде си. Ти си сепак Божјо дете. Ние во светот никогаш не го раздалуваме тоа што си христијанин во црква и што си христијанин во бизнис. Тоа никогаш не е во размислувањето на Бог. Значи, каде и да служиш, каде и да работиш, каде и да живееш, ние треба да му служиме на Бог цело време, каде и да е. Може би мојата служба денеска ќе биде едноставно да бидам охрабрувач на некого овде што го гледам на работа со мене, кој е многу обесхрабрен. Може би овде следниот ден ќе бидам некого што има вистинска материјална потреба и Господ ми рече: сакам да му дадеш $20 или што и да е, или можеби некој овде има друга потреба во својот живот, што едноставно му е потребна да го отвори своето срце и да сподели што се случува. Или можеби е во вашиот бизнис. Гледате дека некој навистина прави некои грешки и знаете дека можете да му помогнете да ги исправи и да му помогнете да ја спаси својата работа. Постојат многу начини да му служите на Бог. Секој од нив е член на служба. Што правите вие? Божествени ресурси. Што прави вашата интелигенција? Задоволување на човечка потреба. Некој прави грешка на својата работа, а вие сте љубезен канал. Па што правите вие? Одите и им помагате. Тоа е исто толку чин на побожна служба на Господ Исус Христос, како и стоењето за дова, проповедална и држењето проповед. Бидејќи она што го правиме е што? Стануваме достапни садови за Бог, кои ќе ги користат неговите божествени ресурси преку нас, за да ја задоволат потребата на некој друг. Секој човек е слуга. Сите ние имаме своја област на активност и се што ве молам да направите е да откриете. Што е тоа, Боже? Што сакаш да правам, Господе? Направи ме толку чувствителен, што ќе живеам секојдневно барајки начини да им служам на другите луѓе. Затоа што запомни го ова, што вели Библијата. Ние го забораваме ова. Слушнете, тој вели дај и ќе ти се даде. Дај што? Ако се наведнам и кренам нешто за да ти не мораш, ја дадов мојата енергија. Ако јас ти покажам како да направиш нешто што мислам дека ќе ти помогне да ја спасиш работата, јас го дадов моето разбирање и моето знаење. Ако видам некого што паѓа и го кренам, му ја дадов мојата љубов и мојата помош, мојата енергија, каква било вештина што ја имам за да му помогнам. Со други зборови, постојат и илјадници начини да му се служи на Бог. Она што тој го бара се слуги. Луѓе кои се подготвени да се видат себе си, кои имаат менталитет. Не, јас следам некој закажа настан и правам само она што е закажано, но барам начини да го излезам мојот живот на некој друг, на некого очено му е потребен Господ Исус Христос. И така, во црквата, надвор од црквата е исто. Потоа, исто така, служењето е повик за подготовка за служба. Тоа е ако Бог не повикува да му служиме, тогаш тој сака да бидеме подготвени. Сега, сакам да свртите во Ефесјани глава 4 за момент. Ефесјани глава 4 и да слушнете што рече Павле. Тој вели: сега ова е она што Бог го направи во црквата. Тој даде некои, стих 11. Тој даде некои како апостоли, некои како пророци, некои како евангелисти, а некои како пастори и учители. Тоа значи, Божјото гледиште за пасторот е дека тој е пастор и учител. Сега погледнете го ова. Зошто им даде пастори и учители? Зошто и дава на црквата пастори и учители? За опремување на што? Светиите. За која цел? За делото на службата. За градење на телото Христово. Сега погледнете. Тој вели дека причината зошто Бог ги дава на црквата пастори и учители е за да можат тие луѓе да ги оспособат луѓето да ја извршуваат работата за која Бог ги повикал, за да можат соодветно, самоуверено, успешно и плодно да му служат на Бог, затоа што се правилно обучени и поучени. Мојата цел недела по недела е да ја споделуваш вистината на таков начин што постојано учиш, растеш во твојата вера, растеш во твојата самодоверба, растеш во твојата способност да ја споделуваш твојата вера. Растеш во твојата самодоверба да му служиш на Господ. Што се случува е опремување, недела по недела. И тој вели, ако забележите дека мојот дел е опремување за делото на служба за изградба на телото Христово, значи дека учам цела недела, се молам и го прашувам Господ да ми покаже што да кажам. Вие седите тука недела по недела и запишувате белишки и барате од Господ да ве поучи. Зашто тој го прави тоа? Тој ве подготвува за служба, а не ве подготвува за да седите или да одите на друго библиско студирање и да добиете малку повеќе. Тој ве подготвува за служба. Ако слушате, го запишувате тоа и го применувате во вашето срце. Вие постојано се подготвувате да бидете Божји слуги. Одговорноста на црквата е да ја подготви заедницата за делото на службата. Така таа личност има духовен дар. Светиот Дух ќе ја оспособи. Поуката понекогаш е период на обука или понекогаш
период на учење, но повикот за служба е повик за подготовка. Се сеќавам кога Господ ме повика да проповедам. Знаев дека морам да имам многу обука. Не знаев ништо. Да предпоставиме дека ќе речев, па нема да одам на обука, само ќе го направам тоа најдобро што можам. Најверојатно тоа ќе беше катастрофа. Гледате, некој ќе прифати нова работа, ќе го стават на семинар и ќе го натераат да учи и да работи, работи и да работи. И 2 или 3 пати годишно мора да оди на повеќе семинари и повеќе обуки. Дозволете ми да ви поставам едно прашање. Која професија во светот е еднаква на споделување на евангелието или поучување на Божјото слово, или личност, еден на еден, што и да е, со некој друг чија вечна судбина е неизвестна? Ниту една друга професија. Сите занимања се важни, но ниедна не може да се спореди со тоа. Зошто некој го учел толку напорно во занимање кое првенствено има врска со него со пари, а да не поминува време проучувајќи го Божјиот збор и работејќи на какви било дарови што ги има за да ја промени вечната судбина на некој друг. Гледате, тоа прави разлика. Подготовката е различна и затоа сакам да ве охрабрам дека што и да ве повикал Бог да правите, не застанувајте на тоа. Не оставајте го тоа така. Сега има уште едно нешто што сакам да го забележите во оваа идеја за служење, а тоа е дека понекогаш повикот за служба е повик што вклучува конфликт. Тоа значи дека нема секогаш да се согласувате со луѓето со кои треба да работите. Нема секогаш сите да мислат дека сте апсолутно фантастични и дека одлично ја вршите работата. И така, ако некој не е внимателен, ќе каже: "Знаете, не мислам дека сум ценет." Еве што сакам да забележите. Не се откажувате само и престанувате да му служите на Бог затоа што имате некое несогласување. Разбирате, признавате дека постои несогласување и продолжувате да му служите на Господ како и да ве повикал. И затоа, оно што сакам да го забележите е следново, дека понекогаш повикот за служење е повик што ќе вклучува конфликт. Размислував утрово за апостол Павле. Сушност, ако ја прочитате книгата Дела апостолски, можете да напишете низ целата служба на Павле, конфликт. Бидејќи насекаде каде што тој одел, јудејците чекале да го малтретираат, да го обвинат, или ако стигнал таму прв, конечно дошле и му нанале тешкоти. Секогаш во конфликт. Мислам, тој вели претепан, бродолом, каменуван до смрт, оставен и мислел дека е мртов во затвор. Сите овие работи се случуваат во неговиот живот. Дали се откажал, дали рече: "Па Господе, јас сум спремен да ти служам, но ова не е она што го имав наум." Гледате, Бог не работи така. И така ние сме повикани да му служиме и ако има конфликт, често пати најлошиот конфликт не е меѓу други луѓе, туку во некого. Не направив многу добра работа. Боже, прости ми. Господи, што мислат тие? Татко, јас верувам дека не успеав. Некој друг треба да го направи ова. Некој друг може да го направи ова подобро од мене. Знаете што? Ние можеме да зборуваме на себе си директно во телото. Мислам, можеме да се наговориме себе си да се одвратиме од Божјата волја поради овој внатрешен конфликт. Постојат многу начини да му служиме на Бог. Некој во црквата, некој надвор од црквата. Она што нашиот Господ го сака е менталитет на служење. Без разлика дали сум во продавница за храна или зад проповедалната, без разлика дали возам по автопат или седам дома. Служењето е менталитет. Тоа е став што Бог го сака за сите негови деца, затоа што тоа е примерот на нашиот Господ Исус Христос. Ако сте биле благословени од денешната програма, ве молам посетете не на веб страната intouch.org. Веројатно сте слушнале христијаните да зборуваат за тројството. Но што тоа навистина значи? Дали тоа значи дека постојат три бога? Или постои еден бог кој само зема различни форми? Всушност, Библијата покажува многу побогата слика од која било од овие идеи. Второ Законие 6, 4 стих. Јасно го кажува следново: "Чуј, Израеле, Господ, нашиот Бог, Господ е еден. Постои само еден Бог." И сепак, Новиот Завет ни го покажува овој Бог како Отец, Син и Дух. Три различни личности, но едно божествено битие. Ние го гледаме тоа живописно при крштевањето на Исус во Лука 3, стих 21-22. Додека Исус се моли, небесата се отвараат. Духот се спушта врз него како гулаб, а гласот на таткото повикува од небото: "Ти си мојот возлюбен син,
Со тебе сум задоволен. Сите три личности се таму. Присутни, различни, но совршено обединети. Ова покрена големи прашања за раната црква. Некои тврдеа дека Исус е само создадено суштество, а не целосно божествено. Други ја негираа божественоста на духот. Значи во 325-та година од нашата ера, на Никејскиот собор, црквата потврди дека Исус е иста суштина, како и Отецот, вистинскиот Бог, а не создаден. Потоа, во 381-та година од нашата ера, на Цариградскиот собор, тие изјавија дека Духот е целосно божествен, заедно со Отецот и Синот, обожаван и православен. Овие собори не го измислија тројството. Тие разјаснија она што Светото писмо веќе го откри. Друг моќен увид доаѓа веднаш на почетокот на Јовановото Евангелие. Во почетокот беше Словото, и Словото беше со Бога, и Словото беше Бог. А потоа само неколку стихови понатаму, Словото стана тело и се всели меѓу нас. Исус не е како Бог, тој е Бог, вечниот збор кој влезе во историјата за да ние можеме да ја видиме неговата слава, да ја познаваме неговата љубов и да го примиме неговото спасение. И тука доктор Стенли го спои сето тоа заедно. Ние немаме три Бога, имаме еден Бог. Бог Отец, Бог Синот, Бог Светиот Дух, Бог Отец, Бог Синот, Бог Светиот Дух, Бог Отец, Бог Синот, Бог Светиот Дух. Сите во апсолутна совршена согласност, сите со исти атрибути, и тие атрибути што ги паметиме се вечни, се моќни, се знаечки, се присутни и непроменливи. И тие имаат различни функции. Тоа не значи дека Отецот му рекол на Исус: сега еве што треба да направиш, и Светиот Дух еве што мора да направиш. Но во апсолутна совршена согласност, затоа што тие се Бог, тие, Светиот Дух, Господ Исус Христос, се подчинуваат на Отецот за да ги извршуваат функциите. Тоа не значи дека тие се помалку важни на било кој начин, затоа што сите се еднакви во секој атрибут. Интач, водејќи ги луѓето низ светот во поголемо заедништво со Исус Христос и зајакнувајќи ја локалната црква. Оваа програма е спонзорирана преку службата Интач и е овозможена преку Божјата благодат и вашите верни молитви и дарови.